Кој те напупо тебе вака? Луѓето со мерак не злоупотребиле. Како можел Мете ова да го сокрие од мене? Не го прашај го, зашто мене ме прашуваш? Вие дали знаевте? Чекај, ти мене ме испрашуваш? Бе, ефенди, барам одговор на моите прашања. Јас не ги оставам моите деца без одговор. Ама ти многу е претера. Од мене почна да бара сметка. Господине, американците го фатиле син му, простете му. Инаку Кара не би покажал такво непочитување. Зошто не знам за ова, Сабри? Синот на Кара е и наш син. Издржи, Кара. Ние се уште сме живи. Ке го ослободиме, син ти. За тебе, се што треба ќе направиме. Колата тука треба да ја оставите. Само господинот Полат. Оставете го оружјето. Горете, горете. Повелете. Седнете. Джозеф, во извештаите многу пати ви има спомнато. Напишал дека сте многу опасен. Ама изгледа дека не ги испочитувал своите совети. Јас да го убиев Джозеф немаше да го најдете ниту неговото тело, ниту пак трага од мене. Джозеф во извештаите исто така навел дека сте премногу самоуверен. Штом сум тука, Джозеф барем за една работа е во право. Само заради ова каве не се откажувам од Турција. Ако е до кафето лесна работа, не губете време за џабе во Турција. Ке ви испратам кафе колку што сакате. Турското кафе на друго место го нема овој вкус. Колку што знам, вие треба да ми кажете кој го убил Жозеф. Ама за возврат ке побарам нешто од вас. Овде си ми во раце, зошто да се пазарам со тебе? Не се занесувај. Ен куп луѓе се под земјата затоа што мислеле дека ме имаат в раце. Сакам да го ослободите Ферман. Кога ќе се осигурам дека е слободен, тогаш ќе ви кажам кој од вашите е предавникот. Ферман? Кој е Ферман? Господине, зборува за синот на Кара. Сте го фатиле синот на Кара? Не, господине, немавме ние никаква акција. Само момент.
Само момент да биди мирен. Треба да телефонирам. Чекај бе, чекај. Уште не е време. Ало, Кара, како дозна дека американците го фатиле Синти? а кој друг ќе го фати бе, Полат Аландар? Па тие не го фатиле. Од каде знаеш ти? Лежи доле! Лежи доле! Брзей, викни го братот, треба да го спасиме. Бате, јас ќе се обидам да им одвлечам внимание на друга страна. Ти кога ќе можеш влези веднаш. Добро. Ајде. Господине, мораме веднаш да заминеме. Господине, надвор ве чекаат полицајци. И? Сакав да ве известам за да нема недоразбирање. Зар си видел ти досега јас да бегам? Повелете. Не ве препознав. Господине, кога бев во Анкара, кога бев помошник на началникот, работев за вас. Во тие години бевме многу луди. Да не оправевте, ке не избркаа од работа. Нихат? Ти ли си? Многу се променил човек. Господине, воопшто не сте се промениле. Седни. Откако ме префрлија на работа, сакав да ве видам. Добро си сторил. Имаш еден пријател, како ли се викаше? Исмет. Тој стана директор во Анкара. Од него имате многу поздрав. Му благодарам. Кога гледам дека млади како вас на вакви позиции, тогаш уште сме посилни. Брате, не можеме да ги убедиме американците. Шамир е еден чекор пред нас. И што ќе правиме, брат? Ке се преправаме дека сме се повлекле, мамати. Како така, бат? Ке ги собереме сите и ке одиме на безбедно место. Шамир ке помисли дека се спремаме да го нападнеме. Нема да го нападнеме, брат. Ке направиме Шамир да помисли дека не е елиминирал. Додека Шамир си ги спроведува плановите, неочекувано ке му ги спречиме.
Полат Алемдар тука ли е? Почекај малку, треба да го известам. Бето, кара дојде. Нека дојде. Полат Алемдар. Што рекоа американците? Немаат појма за ферма. Секако така ќе кажат. Сигурно нема да кажат дека е кајнив. Кара, син ти да беше кајнев, ќе ти пратеа порака. Ќе те повикаа да се предадеш. Ај Боже. Кој ми го зема детето тогаш мене? Кара, дали си стапнал некому на нога? Наскоро ќе се појави на виделина. Добро. Додека да се појави целосно ќе полудам. Кара, ептен го напна детето. Тоа сигурно сакало да кидне. Каква врска има тоа ме мати? Ако се случи нешто, известете ме. Брат, жал ми падна. Чедо е. Не се споредува со ништо друго. Не жалиме, мати. Ќе добиеме сигнал од некаде секако. Сте ги убиле сите луѓе што не ги бива за ништо. Полат нечестникот се уште жив. Господине, временските услови негативно влијае врз акцијата. Не можеме главниот хеликоптер да го држиме стабилно. Значи ние не сме виновни. Туку Бог велиш, а? Оправдувањата пренесете му ги на Бога. Ако повторно погрешите, јас има да ви наплатам, а не големиот Бог. Слегувајте. Господине, дојде господинот Бенџамен. Нека влезе. Кој е лета? Знаеш ли зошто те повикав овде? Не знам. Твоите изјави штетат на Израел. На државата Израел или на народот на Израел? Народот за кој што зборуваш во Европа и Русија беа робови. Они кои не ја створија државата им дадоа држава. Им дадоа слобода и мир им дадоа. Се им дадоа. Ние се трудиме да ги збркаме турциве од овој регион. Ти пак велиш дека турците нам ни се големи пријатели, човеку. Што зборуваш ти, бе? Заради таквите како вас, господине, нашиот народ доби етикета дека е најлош народ во регионот и пошироко. Ние доволно претрпевме, бре. Ако тоа значи дека треба да бидеме злобни, за да бидеме честни, ќе бидеме и злобни. Турската јавност е револтирана кон Израел. И ти, наместо да ја стивнеш из револтираноста, ти дупло ја зголемуваш, човеку. Постапувам како што сметам дека е правилно. Турската влада е во право со реакциите кон Израел. 9 наши државјани беа убиени на отворено море и ќе објавевме војна кон целиот свет. Оваа нормална реакција се трудите да ја претворите во антисемитизам, но тоа е голема навреда. Ако продолжиш вака да зборуваш ти, ќе видиш што е навреда, самиот ќе осетиш на своја кожа. Или ќе живееш како евреин и ќе постапуваш како што наредуваме, или пак ќе умреш како нечестник. Господине, го истражија случајот во врска со син ви. Американците го земале син ти. Каде бил тој? Не знам тоа. За тоа подетелно известен Мете. Еви е адресата. Значи, како и да е, морам со Мете да се видам, а?